го коментирате ставот на ХАН да се формира анкетна комисија која што би работела на решавање на политичката криза и од друга страна писмото кое Ахмети го испрати до Брисел и во кое што бара меѓународни експерти да се вклучат во решавањето? По однос на ставот на еврокомесарот ХАН, третманот на заклучоците од постигнатиот договор по повод на станите од 24 декември, кои што беа заклучоци постигнати во присуство и со помош на меѓународната заедница, кои што од страна на ВМРО ДПМН добија третман на тоалетна хартија, доволно говори каков е всушност односот на Никола Груевски и врхушката на ВМРО ДПМН кон овие прашања. Така и бе го коментирале ставот на Европскиот комесар. По однос на прашањата кои што ги отвара Али Ахмети и Демократската унија за интеграција, за немање на капацитет на македонските институции за справување со оваа криза, тоа се прашања кои што Али Ахмети треба да му ги соопшти најпрво на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН и внатре во коалицијата да го разгледаат тоа прашање, а потоа да известува каков е нивниот став коалиционен македонската јавност. Според вас што би било најдобро? Во која смисла? Па за решавање на политичката криза, значи дали ни треба некој... Значи ние веќе кажавме, оваа криза не може да добие правен, оваа криза може да добие исклучиво политички завршеток. Како ќе се развива состојбата, ќе видиме понатаму.